Повеќе од 100 дена за решетки. Дописникот на Wall Street Journal од Русија Иван Грешковиќ беше уапсен на 29 март во Екатеринбург, источно од Москва. Руските власти го обвинија 31-годишниот американски државјанин за шпионажа, дека собирал информации за одбрамбена компанија која била државна тајна. Грешковиќ и весникот каде што работи ги отфрлаат обвиненијата. Тој се наоѓа во согласениот московски затвор Лефортово и се соочува со 20 годишна затворска казна ако биде осуден. Можно е да има ронка надеж. Русија потврди дека имале контакт со САД за потенцијална размена на затвореници, што потенцијално би можело да ги вклучи Грешковиќ и Владимир Дунаев, руски државјанин во притвор во САД поради обвинение за сајбер криминал. Рековме дека има одредени контакти со САД за ова прашање, но не сакаме да ги објавиме на никаков начин. Тие мора да се спроведат и да продолжат во целосна тишина. Русија рече дека не може да има размена во врска со Грешковиќ додека не се донесе пресуда за неговиот случај. Датумот на судењето не е објавен. Неговиот притвор е продолжен до август. Амбасадорката на САД ја повика Русија да го ослободи. The charges against him are baseless. Обвиненијата против него се неосновани. Тој е невин новинар кој вршил новинарска дејност и незаконски е приведен. Таквата заложничка дипломатија е неприфатлива и ја повикуваме Руската Федерација да го ослободи. Амбасадата на САД ја обвини Русија дека незаконски го ограничува пристапот до Грешковиќ во затворот. Москва рече дека ова е одмазничка мерка. Недружни действия были. Кога им беа одбиени визите на руските медиуми кои требаше да го покриваат руското председателство со Советот за безбедност на Обединетите нации во април оваа година, беше донесена одлука да се одложи посетата на американските дипломати на Грешковиќ. Според организацијата Репортери без граници, слободата на медиумите многу брзо опадна во Русија по инвазијата врз Украина. Русија се рангираше на 164-то место од 180 земји по индекс за слобода на медиумите во оваа година. Но сейчас журналистская работа. Сигурно дека сега во Москва не се врши новинарска работа, во целосна смисла на овој збор. Има само вработени во медиумите, официјалните мас медиуми кои продолжуваат да работат во услови на воена цензура, со сите оние ограничувања што беа наметнати веќе минатата година, каде што не ни е дозволено да користиме одредени зборови или да допираме одредени теми. Странските новинари во Русија уживаа поголеми слободи од нивните руски колеги. Аналитичарите велат дека апсењето на Иван Грешковиќ наверојатно ќе потикне многу странски медиумски организации да го преиспитаат медиумското покривање на Русија.